Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Јас би сакал да искористам процедуралната прилика да кажам одредени работи, затоа што бев спомнат од колеги пратеници и би сакал малку ретроспективно да се вратам назад зошто овој закон се наоѓа на Комисијата за одбрана и сме во ситуација, односно во фаза во која што сме. Имено, по доставувањето на законот од страна на колегите пратеници од Алијанса на албанците и Алтернатива, имаше голема реакција во јавноста, како меѓу граѓаните, меѓу политичките партии и помеѓу нас како пратеници. Од причина што не бевме вклучени во давањето на одредени сугестии по ова законско решение, а истото беше ставено на седница на комисијата, при што морам да потенцирам дека владата даде негативно мислење на ова законско решение и се произнесе негативно по него. На самата комисија, председателот на комисијата кажа дека Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата не поднеле амандмани на ова законско решение од причина што законот е толку лош и непоправлив што со амандманско реагирање не може да се подобри текстот на овој закон и ќе треба да има дополнително ново законско решение врз основа на кое што ќе се изготви закон кој што ќе ги опфати заинтересираните страни и граѓани кои што очекуваат решение на ова прашање и тоа е легитимно. Значи немаме дополнително никакви забелешки. За да се сопре процедурата, за да се седне да се разговара, ВМРО-ДПМН поднесе поголем број на амандмани и на тој начин застана целата активност околу брзото донесување на ова законско решение, пошто следеше блокада на собранието од страна на колегите на Алијанс и Алтернатива со образложение дека додека не се отвори ова законско решение, да се разговара за него, не може да продолжи собраниево, легитимно право на колегите, морам да кажам. Имаше одреден период кога власта не сакаше да ги прифати барањата на колегите од Алијанс и Алтернатива. Меѓутоа, за да се откачи целокупното работење на собранието, посебно имајќи во предвид дека петиот пакет на мерки беше закочен со целокупното блокирање на собранието, ВМРО-ДПМН реши да ги повлече овие амандмани за да го откочиме работењето и функционирањето на собранието. Како што реков, покрај другите активности беше и петиот пакет на мерки, кој што граѓаните со нетрпение го очекува, а владеачкото мнозинство некако чудно го одолговлекуваше неговото донесување и пиаровски тоа им беше страшно покриено со образложение дека ВМРО-ДПМН го блокира собранието. Законот беше одблокиран, односно повлечени беа амандманите, на тој начин се одблокира дел од активностите во собранието со укажување од страна на власта дека по разговорите со Алтернатива и Алијанса ќе бидеме информирани за да можеме и другите политички чинители во собранието да дадеме одредени забелешки како би можело да се подобри ова законско решение, бидејќи рокот за поднесување на амандмани беше поминат, единствените амандмани беа амандманите поднесени од ВМРО-ДПМН, единствен начин за нивно подобрување е со комисиско доставување на амандмани, кој што гледаме дека, бидејќи се наоѓаме еве на самата седница, за волја на вистината морам да ви информирам дека пред крајот на минатата недела ние добивме предлог некои амандмани кои би можеле да се преточат во комисиски амандмани и морам да кажам дека наше учество или мислење или сугестии во донесувањето или формулирањето, модерирањето на овие амандмани како би можело да навлезат и да бидат составен дел на одредено законско решение, немаше. Па се прашувам на кој начин власта и колегите од Алијанс и Алтернатива мислат да ја заобиколат пратеничката група на ВМРО-ДПМН, кој што има 44 пратеници и која што активно сака да се вклучи во разговорите по однос на ова законско решение, а имаме многу можности и алатки за истото да се направи. Бидејќи немаше вклученост на другите чинители
при донесувањето, односно предлог амандманите кои што би можеле да бидат составен дел од ова законско решение. Единствена, јас би рекол, една од ретките излезни ситуации во целата оваа постапка е почитување на она што го имаме како пишан материјал, односно форми, досега добиено од владата. А тоа е негативно мислење по основ на овој закон, негативно изнесување од страна на председателот на комисијата во име на целата пратеничка група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, и од друга страна започнување на комисија на која што се планира да се заобиколат зборовите на председателот на комисијата, да се заобиколи негативното мислење на владата, кои што изјавија дека со амандмани не може да се подобри ова законско решение, и сега се наоѓаме у фаза ајде да предлагаме амандмани па да го подобриме текстот. Па се прашувам зошто председателе не размислите за предлогот кој што го даде колегата Антонио Милошовски па и колешката Марија, да заеднички се договориме доколку сакаме да излеземе од оваа ситуација, да се одржи една јавна расправа на која што, за да не се повторувам со колегите и него злоупотребувам времето за самата комисија, да се повикаат сите релевантни чинители, познавачи на оваа проблематика, кога што би можеле да ги слушнеме нивните мислења и врз основа на тие мислења да изградиме заеднички став, дали некој од предлозите кои што ни се сервирани на нас држат вода, односно ги исполнуваат условите или Европската конвенција за државјанство или одредени други регулативи, па да можеме да ги преточиме во амандман кој што комисиски, декларативно и консензуално би го поддржале сите пратеници од сите пратенички групи, или сте решени поради некои ваши интереси да ја терате комисијата на овој начин на кој што планирате од ова што можам да го видам да ја терате, и повторно да дојдеме во некој ќорсокак од кој што нема да можеме да се одглавиме баш на многу едноставен начин. Затоа апелирам до вас како председател да размислите, па ако е потребно да вие да побарате мала пауза, за да се договорат одредени ставови, доколку има можност за јавна расправа, да се организира, затоа што службите се спремни тоа да го направат, и јавноста, и пратениците, и граѓаните да се убедат дека она што го носиме е согласно Европската конвенција за државјанство, согласно се она што значи наш стратешки интерес, а тоа е приближување до Европската унија, донесување на закони кои што ќе бидат компатибилни и кои што ќе можеме да ги едноставно да го користиме во наредниот период без одредени дополнителни измени или повторни усогласувања со европското законодавство, а кој што нема да направи проблем во функционирањето на оваа комисија, па не би сакал да кажам, не дај Боже да се прелее и во функционирањето на собранието. Може би е подобро некојаш да се застане или еден чокор назад да се врати, за да можеме да тргнеме заедно сите напред, отколку да се доведеме во ситуација да тапкаме во место подолг временски период. Ви благодарам.